11. октомври 1941 година. Прилепскиот партизански одред истовремено ги напаѓа полициската станица во Прилеп, телефонските и телеграфските комуникации и Прилепскиот затвор. Еден ден подоцна, кумановските партизани во околината на Куманово се судруваат со бугарскиот фашистички окупатор. Пожарот на револуцијата се запалува во Македонија. Македонскиот народ со оружје в рака се крева да извојува својата национална и социјална слобода и заедно со другите југословенски народи и народности под раководството на Комунистичката партија на Југославија и Јосип Броз Тито ја поведува својата народно-ослободителна борба против окупаторите и фашизмот, не чекајки некој острана да му помага или однадвор да го ослободува. Започнува да зрачи еден од најсветлите денови во македонската историја. Страотна е одмаздата на бугарските окупатори за овој успех на Комунистичката партија и на македонскиот народ. Утредента на 12. октомври, бугарската полиција го блокира целиот Прилеп. Во големата рација се уапсени околу 900 граѓани. Зад затворските и полициските врати, по невидени мачења и тортури, повеќе лица се осудени на долгогодишна робија или се депортирани. Истата сурова гледка се повторува и во Куманово. Неколку дена подоцна, 53-тиот бугарски пешадиски полк го блокира градот, а еден негов дел на Козјак скоро целосно го уништува Кумановскиот одред. Но овие тешки удари од страна на окупаторот не ги обесхрабрија членовите на партијата во Македонија. За тоа време, на источниот фронт, хитлеровите орди, оставајќи пустош зад себе, забрзено се приближуваат кон Ленинград и Москва. И додека цела Европа е под чизмата на фашизмот, во Југославија се создава Ужичката република. Слободното Ужице, во текот на октомври и ноември 1941 година, е седиште на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и на Врховниот штаб на чело со Јосип Броз Тито и представува единствена организирана слободна територија во тоа време во Европа. Овде, под раководство на Комунистичката партија на Југославија, се изградува единствена воено-политичка организација за борба против окупаторот. Се создаваат првите органи на народната власт, а Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и Врховниот штаб одржуваат врски и го насочуваат развојот на востанието во сите краишта на Југославија. Во овој период, генералниот секретар на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, Јосип Броз Тито, со цел за натамошно разгорување на востанието во целата наша земја, упатува директивно писмо и до Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, во кое се изнесуваат одлуките на воено-политичкото советување во столице. Во тоа време, консолидирањето на партиските организации и на тамошниот развој на востанието во Македонија се основни задачи на Комунистичката партија. По директива на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, Кузман Јосиповски Питу, како инструктор, заминува на територијата на Македонија под италијанска окупација и со својата активност придонесува за заживувањето, обновувањето и зајакнувањето на тамошните партиски организации. Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија и Покраинскиот воен штаб
На 5 ноември во Скопје одржуваат состанок на кој е извршена анализа на положбата по формирањето на првите одреди и почетокот на вооруженото востание. Донесен е заклучок да се формираат нови партизански одреди, што со оружена борба ќе опфата целата територија на Македонија. Во првата половина на ноември 1941 година партизански одреди требаше да се формираат во Велешко, Битолско, Ресенско и Крушевско. Непосредно по состанокот, секретарот на Покринскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, Лазар Колишевски, е уапсен и осуден од бугарската окупаторска власт. Со тоа на партиската организација во Македонија и се нанесува удар кој има одраз во натамошната работа на Покринскиот комитет и на Покринскиот воен штаб, а исто така и во развитокот на оружената борба во Македонија воопшто. Оваа ситуација уште повеќе се усложнува со присуството на Бојан Балгарјанов во Скопје како делегат на Централниот комитет на Бугарската работничка партија. Ситуацијата создадена со загубите што ги претрпуваат одредите во Македонија, на Балгарјанов му служи како повод повторно да го наметне ставот на Бугарската работничка партија за непостоење услови за оружена борба во Македонија. И покрај сите настојувања, Балгарјанов не успева да ги реализира овие обиди. Меѓутоа, Бугарската работничка партија, преку Балгарјанов и во текот на наредната 1942 година, не ке се откаже од неуспешните настојувања да ги наметне своите ставови по прашањето за вооружената борба во Македонија. Декември 1941 година. Во Покринскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија стигнува директивното писмо на Јосип Броз Тито испратено во октомври истата година. Пред комунистите во Македонија се поставува како најважна задача создавањето партизански одреди во Македонија и насочувањето на нивните акции кон комуникациите, а во прв ред перманентното онеспособување на главната железничка пруга Ниш-Скопје и Скопје-Солун. Се поставува и задача за формирање главен штаб на народно-ослободителните партизански одреди и детално се објаснува организационата структура на партизанските одреди и воени единици. Овие директиви на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и на генералниот секретар Јосип Броз Тито се всушност одлуките од воено-политичкото советување во Столице, одржано на 26 септември истата година. За поуспешно партиско организирање и действување, територијата на Македонија во овој период е поделена на окружни комитети. Се развива и пропагандната дејност. Организациите на теренот издаваат своји весници и гласила. Војната во светот во тоа време е во полн ек. Јапонскиот напад на воената поморска база во Перл Харбор ги принудуваат и Соединетите Американски држави да се вклучат во војната. Во Северна Африка фашистичките војски незапирливо маршираат кон Александрија со цел да го заземат Суетскиот канал. На Источниот фронт Хитлеровата солдатеска врши постојани напади врз Москва и го држи под блокада Ленинград.
За тоа време, народно-ослободителната борба во Југославија бележи нагорен развој. На 22 декември 1941 година, во малото босанско место Рудо, со одлука на Врховниот штаб од делови на најдобрите партизански единици се формира првата регуларна воена единица, првата пролетарска бригада. Во составот на бригадата, ковејки го братството и единството, влегуваат борци од сите народи и народности во Југославија. Со тоа започнува раѓањето на новата Титова војска. Започнува победоносниот од на идната Југословенска народна армија. Во почетокот на јануари 1942 година, покраинското партиско раководство во Скопје одржува партиско советување на кое преовладува колебливост кај дел од членовите на раководството во однос на натамошното разборување на народно-ослободителната борба во Македонија. И при вакви околности, под влијание и притисок на местните партиски организации и воени штабови, кои решително и засилено работат на организирањето и разборувањето на оружјената борба, Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија во текот на март донесува решение низ цела Македонија да се организираат нови партизански одреди, бидејќи за тоа постојат објективни услови и за зајакнување на борбата против окупаторот. Извршувајќи ги бескомпромисно задачите на Комунистичката партија на Југославија и на врховниот командант Јосип Броз Тито за оружено востание, борејќи се за национална и социјална слобода на својот народ, од злосторничката рака на фашистичкиот окупатор, во овој период, како и во текот на 1941 година, од бугарските окупаторски куршуми загинуваат повеќемина верни синови на Комунистичката партија и на македонскиот народ. На почетокот на годината, на пат кон Македонија, бугарската полиција губива Орце Николов. Во непосредна близина на селото Плетвар, од бугарска заседа загинуваат Борка Талески и Лазо Филиповски. Нешто подосна, на Битолските улици бугарската полиција губива и Јордан Чопела. Воспоставувајќи на слободната територија народно-ослободителни одбори како јадра на идната народна власт, во февруари во Фоча, во Источна Босна, се донесени и првите законски прописи за народно-ослободителните одбори, познати како Фочански прописи. Задачите и устројството на народно-ослободителните одбори и објаснувањата и упатствата за работата на народно-ослободителните одбори во ослободените краишта даваат детални и значајни упатства за изборот, организацијата, работата и консолидацијата на револуционерните органи на власта. Поставени врз демократски принципи, народно-ослободителните одбори се носители на сета власт на ослободениот народ и ги вршат сите функции на власта, освен оние што им припаѓаат на воените власти. Тие го мобилизираат и обединуваат сиот народ во борбата против поробувачите и на најдобар начин го изразуваат братството и единството на сите родолюбиви сили. Револуционерните органи на народната власт во Македонија и покрај тоа што имаат различни имиња, како тајни воени комитети, народно-ослободителни комитети или одбори, представуваат јадра околу кои се мобилизираат масите на една широка антифашистичка основа. На советувањето одржани пролетта 1942 година, Велешките, Прилепските и Крушевските народно-ослободителни комитети поставуваат задача за собирање храна, оружје, облека, за организирање известителни служби, за создавање селски стражи, за одбрана на народот од насилството на окупаторот и за активно учество со партизанските одреди против окупаторската власт и друго. Во текот на април и мај 1942 година, зелените македонски шуми стануваат нови домови на повеќе партизански одреди. На 22 април во базата на селото Лавци се формира битолскиот партизански одред Пелистер,
кој веќе по неколку дена се судира со единиците на 15-та бугарска дивизија и полиција. Кон средината на април, на Скопска Црнагора се обновува Скопскиот партизански одред. Истиот месец, на планината Лисец се формира Велешкиот партизански одред Пере Тошев. Во почетокот на мај, кај местноста Будимаш, Прилепско, се собира поголема група борци кои влегуваат во составот на Прилепскиот партизански одред. Кон крајот на мај и во почетокот на јуни, во околината на Пуста река се формира Крушевскиот партизански одред Питу Гули. А на 8 јули, во близината на селото Златари на Бигла, се формира Битолско-Преспанскиот партизански одред Даме Груев. Решителниот став на местните организации на Комунистичката партија на Југославија за оружена борба, развојот на органите на борбата, формирањето на нови партизански одреди ширум Македонија и нивните акции против фашистичките окупатори и домашните предавници, кон крајот на мај доведуваат до формирање на нов привремен покрајински комитет на Комунистичката партија на Југославија во Македонија. Привремениот покрајински комитет го сочинуваат Цветко Узуновски, Мирче Ацев, Цветан Димов, Љупчо Арсов и Мара Нацева. Привремениот покрајински комитет поставува задача веднаш да се воспостави цврста врска со Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, да се мобилизираат народните маси во организирање на партизанските одреди и уште повеќе да се разгори оружената борба во Македонија. Посветувајќи му посебно внимание на организирањето на партизанските одреди и оружената борба, Привремениот покрајински комитет го преименува Покрајинскиот воен штаб во главен штаб на Народно-ослободителните партизански одреди во Македонија. Главниот штаб го сочинуваат Михајло Апостолски, Цветко Узуновски, Мирче Ацев, Страшо Пинџур, Љупчо Арсов и Иван Дојчинов. Во текот на јуни, главниот штаб презема мерки за организирање, водење и натамошно разгорување на востанието во Македонија. Загрозен за одржувањето на својот окупаторски систем, бугарскиот фашистички окупатор ги зголемува репресалиите и апсењата на припадниците на Народно-ослободителното движење. Во тој период, поголемиот дел од членовите на Комунистичката партија, спроведувајќи ги револуционерните задачи на партијата низ Македонија, паѓаат во раците на бугарската полиција, а во почетокот на јули, уште еден македонски херој со решителен пркос го дава животот за слободата. Цветан Димов е зверски убиен во Скопскиот затвор. Но поробувачите на македонскиот народ со тоа не можат да го згаснат пожарот на револуцијата што се повеќе зафаќа Македонија. На 2 август одредот Даме Груев врши напад на Смилево. Заробувајќи го бугарското општинско раководство, потоа оружје и муниција, одредот ги продолжува своите успеси со напад на селата Кажани и Лера. Крушевскиот партизански одред Питу Гули ја напаѓа општината во селото Прибилци. Значајни успеси постигнува и Прилепскиот одред во нападите на селата Плетвар и Лагово. Велешкиот партизански одред Пере Тошев ги уништува телефонските и железничките комуникации кај Богомила и врши успешни напади на селата Кривакруша, Рудник и Фојница. Во тие светли мигови на оружената борба во Македонија, летото 1942 година, по директива на генералниот секретар Јосип Броз Тито, како инструктор на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, во Македонија доаѓа Добривој Радосављевиќ Орце. Во текот на есента се формираат нови партизански одреди. Во селото Лавци Битолско се формира одредот Јане Сандански и наскоро ги започнува своите успешни оружени акции. Борците од Прилепскиот и Велешкиот партизански одред го формираат одредот Димитар Влахов, а нешто подоцна, истата есен, на Бистра се формира и Мавровскиот партизански одред.
Бугарските окупатори со сите сили се обидуваат да го уништат слободолюбивиот дух на македонскиот народ. Во нивната офанзива, која трае до крајот на годината, се ангажирани делови на петата бугарска армија, севкупната бугарска полиција на територијата на Македонија под бугарска окупација, а како заселување е доведена од Бугарија и 17-та бугарска дивизија, како и делови од бугарските окупаторски трупи од Јужна Србија. Во нерамниот бој, голем е бројот на македонските синови и керки кои херојски ја пролеваат својата крв во борбата за слобода на својата поробена и ограбена македонска земја. На тој скапоцен олтар на слободата, во директни судини со бугарскиот окупатор, своите млади животи ги положуваат и Мите Богоевски, Стив Наумов и Борка Велески Левата. Плашејќи се од поврзувањето на оружената борба во Вардарска Македонија со прогресивното движење во Пиринска Македонија, бугарските окупатори преземаат посебни мерки за сузбивање на сите обиди на оружената борба во Источна Македонија. И покрај преземените мерки во овој дел на Македонија, отпорот и вооруженото востание против окупаторот не заостануваат. На планината Плячковица излегува една група борци која требаше да биде јадро за формирање партизански одред, но во нерамна борба со бугарската полиција групата е разбиена. Теророт, масовните стрелања, интернирањата, 34 судски процеси на фашистичките джелати, на кои таа 1942 година им се судеше на 516 членови на Комунистичката партија на Југославија и припадници на Народно-ослободителното движење. Наместо да го уништат Народно-ослободителното движење, само уште повеќе го засилуваат единството на македонскиот народ и народностите во Македонија и ги зајакнуваат револуционерниот вриеж и народно-ослободителната борба. Во ноември 1942 година, Покраинскиот комитет и главниот штаб, правејќи анализа на разгорувањето на народно-ослободителната борба, донесуваат одлука во текот на зимата главнината на одредите и центарот на акциите да се пренесе во западниот дел на Македонија под италијанска окупација. Консолидирањето на партиските организации, активноста на окружните комитети на Комунистичката партија на Југославија и на СКОј за Западна Македонија даваат уште поголема можност за водење, ширење и омасовување на оружената борба на македонскиот народ. Како резултат на севкупниот воено-политички растеж на ослободителното движење во Македонија, во Азот, Централна Македонија, како и во други реони, бугарската окупаторска власт почнува да се распаѓа, а напоредно со тоа се создаваат и првите полуслободни територии. Во тој период, антифашистичката коалиција ја презема иницијативата во војната. Во битката за Сталинград се водат жестоки и одлучни битки, кои ќе бидат решавачки за војната на Источниот фронт. На африканското боиште, сојузничките војски ги одбиваат германските армии од Египет и го принудуваат непријателот на повлекување кон Тунис. За тоа време, Народно-ослободителната војна и револуцијата на целата територија на Југославија е во полн ек. Во разгорот на Народно-ослободителната војна, кон крајот на ноември, на слободната територија во Западна Босна, во слободниот Бихач, представници на народите и народностите на Југославија го одржуваат првото заседание на антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија. Основан како највисок општополитички орган на народно-ослободителната борба,
Авној ги обединува сите антифашистички сили и го манифестира братството и единството на југословенските народи и народности во борбата против окупаторот за целосно ослободување на земјата и нејзино општествено-политичко преобразување. Представувајќи во исто време и највисок орган на народната власт, Авној испира и свој извршен одбор. Членовите на ова тело имаат посебни задолженија да раководат со внатрешните работи, со стопанството, со финансиите, со народното здравје и социјалната грижа, со просветата и со пропагандата. Упатувајќи им го својот проглас на народите на Југославија, во кој се потенцира борбата за ослободување на земјата од фашистичките завојувачи и создавање слободна, демократска и рамноправна заедница на сите југословенски народи, првото заседание на Авној го положува камен темелникот на новата држава што се раѓа во Народно-ослободителната војна и револуцијата. Одлуките на Авној имаат широк одзив и најдуваат на одушевен прием кај југословенските народи и народности. За македонскиот народ, одлуките на првото заседание на Авној представуваат уште една гаранција дека со неговата оружена борба за национална и социјална слобода, под раководството на Комунистичката партија на Југославија и другарот Тито, во текот на револуцијата се остваруваат неговите вековни идеали и стремежи. А тоа можеше да се реализира единствено во заедничката борба со другите народи и народности на Југославија, зашто македонскиот народ се определи уште во текот на историската 1941 година. Сето тоа придонесува во натамошниот период Народно-ослободителната борба и револуцијата во Македонија уште повеќе да се разгорат.